се. Пошто да зборавме за мафијашите, ги гимнавме овие многу мафијашки што возат. Мислам дека е редно да направиме и таа тема муабет. За возењето. И секоја сезона правиме муабет за возачите писмени наши и за начинот на кој се вози, срамота ова сезона не направиме муабет. Така, се имаме правено муабет и за типој на возачи, и за сите типој на возила, посебно за се имаме правено муабет. Ама па има некои работи што ме мачат, што не можам да не ги речам, бе. Едноставно посилно од мене. Така што останете вие на линија, да си ја пуштиме шпица и после пробаме да разјасниме некои работи што уште не ни се јасни. Прашање е дали некоја ќе ни бидат јасни, ама ние да си проба. Оти за проба пари не земале, освен кој ќе зем. Ајде бате, пуштај шпица и одиме. Аз не сум некој човек што кузне колку се нервира во живот. Там лабав сум по природа. Освен кога влезам в кола. И се не е дека стално се нервирам кога влезам в кола. Пошто полој на живот во возење го поминав, тој ќе испадне дека полој на живот се нервирам. Не е баш така, ама за да не бидам груб, ама толку глупи возачи има во државата, тоа е нешто невозможно, бе брат. Мислам сум видел потерсене возачи на многу места, правевме муабети, Турција, Италија, особено Сицилија долу онаму, катастрофа. Ама таму возат терсене на поинаков начин. Овде кај нас, бе брат, сите мислат дека само тие се на пат. Знаат дека не се само тие, ама тие се најглавни. Значи сите кога ќе влезат в кола, мислат влегват в кола и само јас сум главен и никој друг не постои. Зато се кочи сообраќај. Оти ако сме сите луѓе и ако се понашаме како нормални луѓе, со логично размислување, со добрина, со желба да поможиш, ќе течи сообраќај, пошто никој нема да мисли дека е главен. Сите ќе прат така како што се направени правилата за да течи сообраќај. Дури да има некој главен, знаеш дека тој е главен, ќе помини, после тоа пак ќе течи сообраќај. Арно, ама не бе, кај нас се главни сите. Кој стигна во главата си зацрта дека е главен? Сите мафијаши, не џабе толку епизоди му направивме на мафијаши. И не течи, кај да течи сообраќај мора. Ако четворица се најме на раскрсница и сите мислиме дека сите имаме право први да помине, кој ќе помини? Никој. Тој со БМВ-то евентуално. И стално ги правиме муавет овие со БМВињата, а мене знаеш која ми е појака категорија на возачи? Чупињата, бе брат. Оти ќе речиш, оти кај чупињата нема средина, брат. Нема чупе што вози нормално и убо вози и толку. Тие или возат многу внимателно, уплашени што ќе речи тато, мама што ќе речи, народо што ќе речи, да не ја гребнам колата и така натаму, или возат не како само тие да се, туку како ништо не постои на универзумот друг. Фишек, брат, мафијашите вода носат. И ако можеш да не си ја гребни колата, пак ќе припазва, ако не му е, со здравје си го носат сите што ќе сретнат на пат. Охо, друживе в Скопје, имавме в комши една комшивка, значи немаше кола што немаше гребнато, имаше некој мало од оние со две седишта не количињата и со тоцко кутивче нигде не ја собрава. Абе немаше кола во малото што немаше жолта боја на не изгребано од колата на госпожа. И ги речиш ај може не знај чупето. Абе ако не знај не брза. Ќе влези полега, ќе припазвај така натаму. Не бебате фишек. Значи мава рикверс. А го си таму со здравје си го носи. Лево десно од неа паркира со здравје си го носи. Те погоди гужвата брза негде на тротоар со точачето. Ти Петерот точак се тие тоцкајте. Фишек по тротоаро, не дај Боже таму да. Има еден потек што порано го правеа само жените, а сега гледам дека и мажите го прават често. А тој потего не те гледа. Значи пример се влегва од споредна улица, гледа дека има кола од таму дека иде, ама та не се врти налево, туку едноставно си влегва на улицата. Демек не те видов ја. Оти ако се сврти, ако те види ќе треба застанете почека. Та нема време за чекање. Вака извини, молим те, не те видов јас, влези си. Видео мажите дека функционира што си изгорени пикачи што се пикат по сообраќај. Се и тие така прават. Тераш ти по булеваро, го гледаш од некој улица, излегва и влегва тој. Не се ни врти. Дали си ти залетан, дали можеш да закочиш, дали не можеш. Кој те прашва бе? Тој витно си влезе. Не те виде, не те виде. Како моите море така да влегваат. Не вие не, ќе те плесни некој мора. Има луѓе брза, некој од аздис, некој стварно има мака. Идеме к негови, ами тој ако не те види, што правиме? Не може да те видов бе брат, ти влегваш на улица. Тоа е исто го са на пример да влезиш в кафеска и лаво в золошка и да му шеташ вака да не го демек не те видов јас на лава му напред. Е ти не го види, ама тој ќе тизе. Прај се ти дека не го гледаш, го сакај. Така и овде. Не те видов, ќе излезиш текош, ќе се погоди некој што не може да те закочи, ќе те плесни. И што направивме се? Ама тоа е бе брат. Кој ќе ти купи некој друг возило, кој ќе не знаеш трудо да го цениш, кој ќе си го немаш сам заработено, што викаме крв проплукано. Јај возилото како било живото си оклават во опасност и туѓи животи клават во опасност, ама тоа е многу е тешко тоа да се размисли. Полесно е не те видов, влези си
внатре рајат глава. Боже го. А бога ми тие што купват колите претежно не се нови. Ти кога се намачиш да си заработиш нешто и кога ги купиш нешто поново, нешто што свети, ќе пазиш малцева. Колку толку малку ќе припазва. Јарно го земиш некој количе или кој ти дат, некој 25 години, 30 старо ти е гајлеват, ќе си се правиш на 3,5. Не сам ти видел, влези си на главната улица. И уже го му свириш на таквите одма и тие се расправат однатре. Бе, шо е, не те видел? И крив и должен и се расправа. А не остани покуса случајно. А седиш озвор. И знаеш што е уште појако од ова? Што за така му е гајле, не ги пазат коли. Ама стигни до некој лежечи бе, бате. Та колата постара од него, тој кроце, полека, немој дум да направи. Да лази по тој лежечи. Јас не викам дека треба поминиш со иста брзина преку лежечки, затоа е клаен за да успори. Нормално е дека ќе успори. Ама брат, не можеш бе да заспиеш на тој лежечки. Како може море? Како не ве мрзи? Брзај, кочи на лежечки да лази бате, вака шак, полека. И после колони се прат. И ќе видиш Виктор изнервиран од некоја страна, од десно, влегва, дум преку лежечи и замин. Да ми е здрав и жив мајстор. Ама реално нема смисла бе брат. Разбирам зашо се клаени лежечките, разбирам дека сакаш да си ја заштитиш колата, ама не се крши море. Во рете, нема да се распадни целата ако поминиш како нормален човек. Особено па ако имаш джип терен. Са тој в планина она му джене моди шо не поминва, тука на лежечки ќе стигни кроце ба. Ти се мола. Остај ти планината таму, земјата меко, овде тврдо го ќе маниш. Нема грешка. Ако сме веќе кај негледање, исто така ми се многу јаки луѓе што нормално мислат дека тие се главни на патот. И за пример патот се стеснува затоа што од неговата страна има паркирани коли еден тон. И правилото нормално вели дека ако од твојата страна се паркирани колите, ти треба почекаш овие од другата лента да поминат, па ти да поминеш. Освен ако си главен. Како што нели впрочем е цела Македонија главна. Сите до еден се главни. Абе то колона наредена од кај него, тој те гледа дека ти си веќе влезен во улицата. Значи да сакаш нема кај да застани. И тој не те почеква, тој ти легва од таа страна, оти ќе речи. Тој е главен бе бат. Ти кој те прашва тебе? Тој ќе си влези и ќе си се сретните на средина и ќе си се гледате како телиња. Тој ќе ти вели врати се, ти ќе му велиш прозорци се. Па ќе пробвате во тесното вака се помините, па затварај ги ретровизорите, па не се затвара мојо па леле шо ми напред. Оти! Ти е главен бе бат. Зошто тој 2 секунди од животот да изгуби да те почека? Да поминиш па да помини како нормално човечко суштество. Ко може да ти влези, двата да се треси дали ќе помините и да бидите нервозни во остаток од денот. Така, мислам, што му е оти без нервоза биди, ко може нервоза безпотребна се напи. Оти да едноставно, ко може комплицирано биди, да се потегните малце таму, држ не дај. Озбудливо. Ти брат, ако не ја видиш колата, ако не видиш колоната што од кај тебе, што седнуваш зад вола. Ти прст пред око не гледа. Ама знаеш како? Кој те праша? Што е уште појако. Пошто аз, на пример, наместа се нервирам. Ако проценам дека тоа таа страна мисли дека е главен и ако сум пред колоната порано, јас ќе застанам, ќе почекам нека помини, па ќе помина, да не си стварам безпотребни нервози и главоболки во текот на ден. Е во тој момент главен македонец станува уште поглавен. Тогаш е цел универзум него. И наместо да помини како што возел до тогаш како секое нормално човечко суштество, не бате, тој тогаш ќе ти вози со 5 на сат. Да е кабил со 1 ќе вози, ќе застане. Абе да влечка да лази бате. Ќе си пушти музиче, кафе, доручек, нешто ќе изеди дур стигни да помини кога што сака. Уличето 20 метри не е битно. Пол сат ќе го извози. И ќе стигни до кај тебе наместо ти поткрени раче што си го почекал, па ќе се напре, не те видел. Проштеве, не сам те видел. Едо толку се глад, не те ни е сапи бе брат. Кодек застана ми направи услуга. Браво. Кој те тркала се? Боже го. Не бе брат, тие комплексите се тешка работа. И после се жалеле луѓето за животот, што да не се жалат бе брат. Знаеш ти што, знаеш кога тежина е толку комплекси да тегни. Има некои луѓе што се свесни 90% појма немат дека милион комплекси влечат. Дека сами си прат тешко да му види во живот. Ке сум се замарал јас да се правам главен по пато, да влегвам, да се расправам со луѓето. Орала бе, те си ја дуџа да што ви се деша. Возењето е само начин да стигнеш од точка А до точка Б, толку. Не мора ништо поќе да биде од тоа. Освен нели, ако си мафија. Ама да не се навраќаме на таа тема, ја претера. Нале другото ќе си заминат мафијашите, ќе речат овај многу не ремети, ние тука не можеме да просперираме, ќе си сјоиме и после проблем. Ќе немаме мафијаши пој. Шо ќе правиме без нив не? Како беше она ни со нив ни без нив? И така те вика. Има уште многу вакви работи глупи што ме нервираат. Кој влезам в коле кој ги гледам низ собраќај. Ај да не претервам. Да не направиме епизодата 200 години. Да оставиме нешто за други. Битно ова морав да кажам оти. Нема ден, нема ноќ да не мислам. Ова да не влезам в кола и да не ми се случи барем еднаш, па макар и возел 2 минути. И едноставно морав да речам. А сега морам да речам толку од мене за денес.
Поздрав до сите крало и кралици во собраќајот и се молат да не се понашат во возењето како двегодишно дете кој ќе игра криенка. Што мисли тоа ако не гледа дека никој не го гледа. Фала ви на вниманието, поздрав и имајте убав ден.